Вторник, 13 јануари, кратки вести во 12 часот. Во првата половина од годинава ќе биде збогатена мрежата на авиолинии од Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Од Охрид ќе се лета до Милано, почнувајќи од 30 март со Визер. Во мај Austrian Airlines ќе почне да лета од Охрид до Виена, а во јуни Охридскиот аеродром ќе ги врати полските туристи во градов со отворањето на новата авиолинија со Вроцлав и враќањето на летовите од Катовице. Предвидени се по 2 летови неделно за секоја дестинација. Моментално од аеродромот Свети Апостол Павле Охрид 3 авиокомпании летаат до 7 дестинации. Охридскиот аеродром минатата година забележа двоцифрен пораст во однос на 2024 година од високи 20% со услужени 263.869 патници. Православните верници вечерва ќе ја слават Стара Нова година, додека утре празникот Василица. Според верувањето, празникот Василица го означува почетокот на новата година. Празнувањето ги обединува старите обичаи и верувањата на народот со христијанската традиција. Многу семејства Василица ја празнуваат како домашна слава, а оние кои го носат името на Свети Василий Велики го слават својот именден. На Василица на семејната трпеза го има коматот со паричка. Се верува дека на оној што ќе му се падне, годината ќе му биде среќна и берикетна. По споделеното видео од Националниот парк Галичица споделија и фотографии од репродуктивниот центар за елени и од секојдневната грижа што ја вложуваат. Репродуктивниот центар беше отворен во 2019 година со јасна цел: активно управување со високопланинските пасишта, заштита и обновување на популацијата на елени и долгорочно зачувување на биолошката разновидност во паркот. Во 2019-та бројката изнесуваше околу 30 единки, а денес популацијата е зголемена на над 200 елени. Покрај постојаното присуство на ренџерската служба, центарот е опремен и со видеонадзор камери кои овозможуваат дополнителна непосредна заштита и навремена реакција. Времето денес променливо облачно со сончеви периоди, дува умерен западен ветер, максималната температура во Охрид до 3 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.